Иницијативата се однесува на идни вработување во јавниот сектор на општина Гевгелија и на намерите за склучување на договори за дело. Поимот јавен сектор не е случајно одбран, тој е законски термин и тој е генерален поим кој што опфаќа 4 групи на работни места: административни службеници, работни места со посебни овластувања, работни места во кои што се даваат јавни услуги и работни места за помошно-технички персонал. И за сите овие места важат законот за вработување во јавен сектор. Само има еден специјален закон, лек специјалис за за работните места од административна природа. И во овие два закона е се убаво и јасно одредено за методот и начинот на пополнување на работните места во јавниот сектор. Исто така, како што спомнав, ова предлог одлука се однесува и на договорите за дело. Значи, работен однос, договор за вработување во јавен сектор и договор за дело се две квалитативно различни работи. Договорот за дело се дава, тоа се гледа и од законите кои што тоа го регулираат. Например, законот за облигациони односи ги регулира договорите за дело и целта на институтот договор за дело е да регулира работи кои што треба да се завршат, а кои што не се тековни работи на општината и за кои што нема предвидено систематизација или кои не се предвидени во планот за вработување. Така, например, ако ние треба да белиме во објектот на општината, нема ние да вработиме луѓе, да склучиме договор за вработување во јавен сектор, туку ќе склучиме договор за дело, за тоа што таа не е тековна работа, нити пак е предвидена таква позиција со систематизација и план за вработување. Целта која што сакам да се постигне со ова предлог одлука е зголемување на транспарентноста и внесување на јавноста во целиот процес на пополнување на работни места во јавниот сектор и при склучувањето на договори за дело. Да бидеме чисто, постои законска обавеза јавните огласите за вработување во јавниот сектор да се објавуваат, ама од јасни причини луѓето не седат секој ден да ги пратат тие огласи, а пак за договорите за дело се користат на начин кога веќе има предвидено под законски основ такво работно место и во систематизацијата. Договорите во тој случај не смее да има договор за дело, но се прави злоупотреба и за такви работни позиции се склучуваат договори за дело. И во таа комбинација на неинформираност на граѓаните, кога не ги пратат огласите и кога се прави злоупотреба на договори за дело, кога се склучуваат за работни места за кои што мора да има работен однос во јавен сектор, лежи зајакот. Значи, таму на таа почва живее клиентелизмот, кој што народски се вика партиски вработување. Партиската војска пред време знае кога ќе има оглас, а обичните луѓе ќе разберат дури од кога некој ќе се вработи. И ова е полошата варијанта. Во полесната варијанта, кога се прави злоупотреба на договор за дело, не се ни разберува ова, затоа што за договор за дело нема ни обврска да има било каков оглас и да се објавува. И овие две во комбинација се моторот кој што ја движи гласачката машинерија. А резултатот од ова е поразителен. Во основа прво се крши правото на еднаков пристап до работни позиции во јавниот сектор, што е една од главните причини што младите ја напуштаат држава. Второ, вака не ги бираме најсоодветните кадри по способност
и стручност и то ни прави проблем во секојдневниот живот на нас, кој што сме решиле да останеме да живееме во општина Гевгелија затоа што не добиваме најквалитетна јавна услуга. И трето, ова директно го поништува правото на слободен избор. Нели ние по устав имаме право на демократски, непосредни и слободни избори, но човек кој што чека да му се шепне кога ќе има оглас и човек кој што чека да му се трансформира договорно дело во работен однос, спремен е да гласа за кандидатски листи на партии, иако на тие листи има само коњи и магариња, и така ние бираме на функции од кои што зависат илјадници судбини, бираме недоквакани ликови кои што пак ни го отежнуваат животот за возврат на сите нас кои што сме решиле да останеме да живееме во Македонија. Идејата на оваа иницијатива е скромен придонес во борбата со ова. Целта на огласите да се објавуваат и на сајтот на општина Гевгелија и на Facebook страната на општина Гевгелија е за повеќе луѓе да се пријавуваат на тие огласи, а целта за објавување на намерите за склучување на договори за дело е да видиме дали тие се злоупотребуваат и ако се злоупотребуваат да интервенираме и тоа да го спречиме.